работа. Мислам дека работата е многу сериозна. Не е едноставно седница или обичен ден во овој парламент. Се работи за закон, ексклузивно еднонационален, едноетнички, кој се предлага еднострано, пристрасно, и од друга страна имаме влада која за цело ова време со сите постапки докажува дека застапува само еден народ. Само еден народ, а тоа е македонскиот народ, а албанците и досега како без своји представници, од кога почна ова условно речено владина криза, дефинитивно од ден на ден албанците се дискриминираат. Ако ова влада до сега беше антиалбанска, сега веќе ги пречекори овие одредби и ова влада дефинитивно антихумана, античовечка. И дискриминацијата на албанците има земено облик, опасен облик, и сигурно дека сега веќе наликува на системите на колониализмот. Там дека неприфатливо е овој закон да се пушти во парламентарна постапка. А во однос на театарот кој се прави од албанските партии, само да ви дадам една информација. Овој закон е изменет 5 пати. Е изменет и донесен на 15.1.2002. Законот за бранителите или законот за бранителите изменете во 2003 на 23.2003 година. Изменет и дополнет на 11.5.2004. Изменет и дополнет на 31.5.2007 и денес 2012. Затоа мислам дека се работи за прекумерен театар. Каде беа овие албански партии кога се донесува и изменува овие закон и во тие закони измени да се вградат и припадниците на она и паднатите борци. Затоа мислам дека е театар и закон кој ги лечи фрустрациите на албанскиот партнер на ДУИ, значи на ВМРО ДПН во овој случај. Затоа барам овој закон да не се пушти во парламентарна постапка, затоа што се коси со интересите на Македонија и насиот соживот. Владата на Република Македонија и единиците на локалната самоуправа се должни да обезбедат вработување без јавен оглас во државните органи на јавните предпријатија, јавните установи на еден невработен член од семејствата на загинат или невработен член на семејствата на загинат или починат припадник на безбедносните сили. Морам уште на почетокот да кажам дека образложение со толку големи будалаштини што се искажа сеја од пратеникот на ВМРО не сум слушнал до сега, а веќе сум доста време во парламентот на Собранието, во парламентот на Република Македонија. Приказните што вие се обидувате да ги продавате на луѓето не ги голтат албанците како прво, затоа што говоревте за периодот на конфликтот, кога во страна на безбедносните сили, затоа што не знам како ги нарекувате вие, биле и албанци, не знам што друго. Вие треба да знаете дека на преговорите, разговорите, таму имаше два блока, беше албанската страна и беше македонската страна, нели? И кај македонскиот блок на разговорите кога се потпиша Охридскиот рамкавен договор немаше албанци. И затоа образложението што вие го давате навистина е празно и попусто. Се повикувате на тоа дека да се заборави конфликтот од 2001 година и дека овој закон ќе придонесе за тоа. Меѓутоа ми се чини дека вие денес ја враќате токму таа атмосфера. Темате во тоа дека денес се работи за една едноставно меѓуетничка битка. Не се работи за политички блокови, ниту со политички партии. Се работи за една меѓуетничка битка и како таква да пристапиме. Не настојувате да етикетирате политички партии од минато, затоа што доколку беше така како што рековте, немаше да имаме потреба од нов закон за бранителите. Значи, прашањето е јасно и согласно ова, барам да се однесувате. Ја разбирам вашата одговорност, но изнајдете и минимум коректност да се однесувате согласно одредбите
кои се веќе етаблирани. Ви благодарам. Ја отпочнем со политички афоризм од Наполеон Бонапарта, кој вели: најголемата бистрост во политиката е вистинската честност. Во суштина, уште од моментот кога овој предлог закон се пушти и се запиша во архивот на парламентот и се пушти во парламентарна постапка, мислев дека тие кои го покренаа и кои се залагат да го образложат и да го бранат, прават неколку постапки кои навистина се кукавички и бедни. За жал, и вие, колега, во вашето образложение на овој предлог закон, со предметот на овој предлог закон, жалам, но ви имаат определено една значајна улога во вашата логика, но за жал не ви оди во чест и не е честно ни од ваша страна како го образложивте овој закон. Вие говорите како треба да им се даде чест и да се наградат.